За сега не постои опасност од заразни болести кои би можеле да се појават од поплавите во соседните земји, апелираат од Министерството за здравство, додавајќи дека надлежните ги превзимаат сите потребни мерки кои стојат на располагање. Посебна комисија на Министерството денеска одржа состанок на кој беа донесени препораки за тоа што треба да превземе земјата за заштита по поплавите во регионот. Добродојдовте во Урбаните вести. Градот Скопје заедно со сите јавни предпријатија се подготвени навреме да реагираат доколку се повтори вчерашното невреме, потврди градоначалникот Куца Трајановски на денешното вонредно координативно тело на градоначалници. Градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски денеска свика итна седница на координативното тело на градоначалници од Скопје, на која се разговараше за санирање на последиците од синокешното невреме, што го зафати Скопје и неговата околина. На средбата присуствуваа и директорите на јавните градски предпријатија и представници од противпожарната бригада. Трајановски информираше дека сите општини ќе формираат штабови за елементарни непогоди. Јавните предпријатија се на терен и се расчистуваат сите шахти и цевки каде има проблеми. Подсети дека од поплавените подвозници по синокешното невреме се извлечени 7 автомобили, кои им се предадени на собствениците. Упати апел граѓаните да не фрлаат отпад во канализација, за како што рече, да се овозможи правилно функционирање на атмосферската канализација. Град Скопје и јавното предпријатие Водовод и канализација веќе прават анализи на кои критични точки треба итно да се зголеми профилот на атмосферската канализација, за да се олесни протекувањето на водата по обилни дождови, рече Трајановски, и нагласи дека градот е подготвен да се справи со денешното невреме, кое што го најави управата за хидрометеоролошки работи. Констатирано е дека највеќе зафатени општини се општина Газивова, општина Центар и општина Аеродром. Останатите општини имаат многу мал интензитет или немаат никаков интензитет од ова невреме. Овде во градот Скопје беше формирано еден центар во кој што може граѓаните да се јавуваат. Се јавија повеќе од 90 граѓани кои што ги кажаа проблемите. Сите тие беа исконтактирани и во текот на ноќта и денеска исто така се контактирани. Претходно со јавните предпријатија одржавме состанок. На терен се расчистуваат сите шахти и цевки кои што има проблеми. Помпите и на Центарот и на Дирекција за заштита и спасување и на Водовод и канализација се во приправна состојба, така да сметам дека она што се најавува дека ќе има исто така невреме како што беше вчерашното, ние како град Скопје, како општини во градот Скопје сме подготвени да се справиме и со тоа. Се надевам дека нема да биде со тој интензитет кој што беше. Според најавите од УХМР, попладне целата држава повторно ќе биде зафатена од големо невреме со интензитет поголем од вчерашниот. Дежурниот синоптичар Костадин Карсовска за МТМ изјави дека се очекуваат поројни дождови, силен ветер, грмежи, а на одредени места и град. Поради тоа, Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните, без особена поголема причина, да не се изложуваат на опасности со престој на отворен простор, поради можни атмосферски електрични празнења. Исто така без посебна причина, да не управуваат со моторните возила, особено ако е забележливо можно невреме и пороен дожд, заради нивната собствена безбедност. Инаку вчера дуваше ветер со брзина од 70 км на час, а биле измерени 37 литри дожд на метар квадратен. Освен дожд и ветер, синоќа околу 23 часот жителите на Скопје почувствуваа и земјотрес. Вчера вечер, околу 21 часот, подрачјето на Скопје беше зафатено од невреме, проследено со обилни врнежи од дожд, со град, со засилен ветер. Тоа на некој начин беше изолирана појава, бидејќи го зафати само скопското подрачје, иако беше доста интензивно, за половина час наврнаа 37 литри на квадратен дожд. Меѓутоа и денес во попладневните часови за жал се очекува повторно нестабилно време и тоа понестабилно во однос на вчера во смисла на тоа што на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи, а локално повторно е можно процесите да бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилни врнежи од дожд, град и засилен ветер.
Температурата, значи, ќе биде висока и токму тоа топло време е на некој начин иницијатор да бидат и процесите поинтензивни, како и влагата присутна во атмосферата. Сега добрата вест е тоа што утре и во среда ќе имаме периодна стабилизација на временската состојба, ќе преовладува, значи, сончево и потопло време, максимумот очекуваме да достигне некаде од 26 до 33 степени, во Скопско до околу 30 степени. Потоа до крајот на неделата, значи во четврток некаде попладне, очекуваме нов влажен бран со врнежи од дожд и пооблачно време, а во петок веќе температурите доста ќе опаднат. Софискиот театар Иван Вазов утре вечер ке гостува на МНТ Фест со представата Лет над кукавичкото гнездо. Режисерот во Скопје пристигна со 25 актери и 3 камиони сценографија. Што му треба на човекот за да биде самиот тој, доследен на својата личност, е основната идеја во Лет над кукавичкото гнездо, рече режисерот Александар Морфов за представата со која театарот Иван Вазов од Софија утре вечер ке гостува на МНТ Фест. Познатиот бугарски режисер денеска на пресконференција рече дека избрал сосема поинаква драматуршка линија, различна од истоимениот филм на Милош Форман, иако се зачувани некои препознатливи сцени. Морфов за процесот на работа посочи дека не се разликувал од другите негови представи, темелна подготовка и читање, но и разговори со психијатри и со луди луѓе, а за да нема влијание, не го гледал филмот на Форман додека ја правил представата. Представлението премиерата му беше преди 4 преди 5 години. Представата имаше премиера пред 4 години, играле веќе над 100 представи. Основната идеја на представата беше да се излезе максимално од клишета на филмот и представата е всушност работена според романот на Кен Кейси. Основната идеја е што му треба на човекот за да биде тој, да биде самиот тој, за да биде доследен на својата личност. Милош Форман, разбира се, направи по возможно најдобриот начин. Се работи за голема продукција. Дојдени се 25 актери и 3 камиони сценографија. Уметничкиот директор на МНТ Дејан Пројковски истакна дека Александар Морфов е еден од најзначајните режисери во Европа, кој, како што рече, ја наметнува и диктира естетиката на современиот театар. Утре вечер ќе имаме можност Лет над кукавичкото гнездо да ја видиме во нашиот театар. Меѓутоа, Александар Морфов е, според мене, едно од најголемите режисерски имиња на современиот европски театар и еден од режисерите кои што сметам дека ја диктира или ја наметнува таа естетика на современиот театар. Доказ за тоа се и неговите представи во Русија, во Рига, што последно, нели мислам дека во Букурешт сега работеше Сашо. Неговите представи се гостувале на сите најзначајни европски фестивали, носители се на голем број награди, така што огромна е честа и задоволството да што Иван Вазов е тука Националниот театар од Софија и се разбира Александар Морфов со неговиот тим. Првиот МНТ Фест почна вчера вечер со представата Вечната куќа, која беше прекината поради невремето што го зафати Скопје. Сдруженијето Лулка во изминатите 2 години организираше 25 бесплатни едукативни работилници за бременост. Работилниците даваат упатства и одговараат на најважните прашања за бременоста и породувањето и се одлична можност за дискусија и размена на искуства. Исто така се обрнува посебно внимание и на доењето и постпородилната депресија, а работилниците досега ги имаат посетено повеќе од 1000 граѓани. Прилог на Томислав Атанасовски. Сдруженијето за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца од Скопје, Лулка, во изминативе 2 години организираше 25 бесплатни едукативни работилници за бременост кои беа посетени од над 1000 граѓани, бремени жени и нивните партнери. Работилниците даваат упатства и одговараат на најважните прашања за бременоста и породувањето и се одлична можност за дискусија и размена на искуства. Исто така се обрнува посебно внимание на доењето и постпородилната депресија.
Истите се наменети и за младите кои допрва ги чека одлуката за формирање на семејство. Бремените жени и партнерите треба да се запознаат со сите аспекти на бременоста и породувањето, медицински, психофизички и емоционални, и како да се заштитат себе си и своето бебе. Младите луѓе пак треба да ги знаат основните информации за бременоста со цел да имаат посакувана и планирана бременост кога за тоа ќе бидат подготвени. Денешниот прес се однесува на програмата за бременост по која што работи Сдруженијето, имено современиот пристап во следење на бременоста покрај редовните процедури и прегледи кои што се задолжителни и кои што мора да ги прави секоја трудница. Во современите текови предвидуваат и антенатално, односно во текот на бременоста, советување од стручни лица, чија цел е да се дадат јасни, разбирливи информации за антенаталната грижа на здравите бремени жени со некомплицирана единечна бременост. Еден дел од упатствата се насочени кон информирање и рана детекција на ризикот за развој на постнатална, постпородилна депресија и всушност ова што денес го објавуваме и ова што денес го одбележуваме, значи тоа се 2 години на овој проект бесплатни работилници за бременост кои што ги организира Сдруженијето и во кои што токму се адресираат овие најзначајни проблеми. Досега Сдруженијето Лулка во изминатите 2 години организираше и спроведе 25 бесплатни работилници за бременост кои беа посетени од над 1000 граѓани, пред се бремени жени и нивни партнери. Од овие 25 работилници, 23 се организирани во Скопје, една во Куманово и една во Битола. Работилниците даваат упатства и одговараат на најважните прашања во врска со бременоста и породувањето, а секоја работилница нуди одлична можност за дискусија и размена на искуства помеѓу посетителите. Тоа е она кое што многу значи и кое што навистина им дава чувство на сигурност и чувство на едноставно позитивен став кон бременоста и кон породувањето на идните родители. Овие работилници Сдруженијето Лулка ги реализира со подршка на компанијата Фармахем, кој како општествено одговорна компанија дава свој придонес за непречена реализација на овој проект. Фармахем ја препозна единствената, можам да кажам, и важната улога на организацијата Лулка, ова здружение кој што се занимава со грижа за бремени жени, идни мајки и деца. И споради тоа одлучивме да ги поддржиме сите активности на Лулка, бидејќи со тоа сметаме дека даваме свој придонес кон зајакнување на капацитетите на идните мајки и создавање на едно посилно и поздраво општество како целина. Во таа насока Фармахем и понатаму ќе продолжи со соработката со Лулка и се надеваме дека во иднина ќе успееме заеднички да реализираме уште многу вакви едукативни работилници со кои што ќе им помогнеме на идните мајки подобро да се снајдат во таа улога и да се информирани и едуцирани за сите работи кои што ги носи родителството. Програмата во следните 4 години предвидува проширување на активностите и организирање на вакви работилници во поголемите градови во Македонија. Следната ваква работилница за бременост ќе се одржи в среда на 28 мај во Домот на хуманитарни организации Даре Џамбас со почеток од 18 часот. Општина Петровец го прослави патронатот во основното училиште Кожарацин во новоизградената спортска сала. Градоначалникот на општината Борче Митевски на присутните им вети дека наредната година патронатот ќе го слават во ново училиште, чија изградба се очекува да финишира во 2015 година. Може да кажеме дека сме горди како општина, дека сите ученици во нашата општина не учат во нови и темелно реконструирани училишта. Горди сме дека сме една од ретките општини во државата што немаме веќе ненаправено училиште. Да се гордееме на нашите ученици што ни постигнуваат врвни резултати. Да се гордееме што сме жители на општина Петровец, зашто дојде тоа време кога со гордост кажуваме дека живееме во општина Петровец. Секторот за урбани и местни заедници во општина Киселавода ги продолжува акциите за косење на нараснатите тривни површини, како резултат на порујните дождови во изминатиот период. Зелените површини се средуваат со тримери, тракторски косалки и други машини. Како што информираат општинските власти, во тек се косење и чистење на урбаната заедница Киселавода, каде што се ангажирани 30 нивни сезонски работници и 6 од пунктот Киселавода на јавното предпријатие Паркови и Зеленило. Во акцијата ќе бидат опфатени улиците Георги Димитров, Христо Татарчев, Димо Хаджидимов, како и Централниот парк Македонија во урбаната заедница.
Акцијата е предвидено да трае до денеска, а слични активности во наредниот период ќе бидат спроведени и во урбаните заедници Пржино, Црниче, Бирарија, Цветан Димов и 11 октомври. Претходно беше уредена и исчистена тримпатиката во Киселавода. Градската власт склучи 2 договора со фирмата Бауер БГ за првата фаза од градижните работи на булеварот Партизански одреди во општина Ѓорче Петров. Едниот договор се однесува на изведба на атмосферска канализација на потагот од крстосницата во влајот од црквата Свети Петар и Павле во оваа населба, во висина од 7,9 милиони денари, а вториот за доизградба на самиот булевар, исто така до црквата, во висина од 42 милиони денари, плюс подпорен зид. Како што објаснија градските власти, кај порта Влаја е предвидена и изградба на кружен тек. Во втората етапа ќе следува проширување на улицата од десна страна за да се добијат 2 нови ленти плюс средишно зеленило. Металург по 6-ти пат ја усвои шампионската титула во ракометната лига на Македонија. Реал Мадрид по 12 години повторно стана шампион во лигата на шампионите за јубилејна 10-та титула. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.